Додека државата ја потресува вистински мигрантски екзодус кој со старата и со новата власт не запира, политичарите бескорисно се препокуваат кој е крив, односно кој помалку, а кој повеќе одговорен. За земја како Македонија аплицирањето по 60 до 70 млади само во германската амбасада на дневно ниво е драматична појава која ги подрива темелите на државата. Затоа возрастните кои останаат тука коментираат дека можеби ќе дојде време кога двата политички блока ќе се договорат околу суштинските прашања, меѓутоа за многу нешта тогаш ќе биде предоцна. Уште повеќе ако сега без европски пасоши се испразнија градовите и селата со евентуалниот влез на државата во Европската унија, миграцијскиот процес ќе се удвои. Состојбите да бидат уште по-неповолни сведочат податоците од агенциите за посредување при вработување во странство, кои велат дека дури 50% од апликантите се со високо образование. Што значи тоа за држава сиромашна како нашата, која инвестира огромни средства во школувањето на младите, излишно е да се коментира. Од друга страна, напливот на мигранти во западноевропските земји сериозно ја намали цената на трудот, па најголем дел од тие што се снашле со работа заработуваат по затамошни прилики скромни 1000 до 1200 евра месечно, колку да преживеат. Исклучок, како и овде, се медицинарите, информатичарите и некои специфични занаети. Затоа формулата да се заштеди некој денар и да се најдат две работи. Но тоа значи работење по 14 до 15 часа, што пак се одразува и врз здравието. Колку прекомерната работна ангажираност е опасна, можеби најдобро зборуваат трагичните примери каде млади возачи за да дојдат до поголема заработка возат дењи и ноќе, конзумираат енергетски напитоци и лекови против спиење, манипулираат со тахографите, но на крај тоа го наплаќаат со нарушено здравие или дури и живот.